Ова е Бушавко. Веќе 15 години е маскота на првата детска амбасада во светот Меѓаши, која е основана на 29 април 1992 година во Скопје. Но, на нејзиното основање предходеше она за кое посакуваме никогаш да не се случеше и посакуваме никогаш да не се повтори. Прва дječja ambasada u svijetu je došla na ideju da sada ove obespravljene, ove najmlađe, ovu djecu na neki način izvuče ili pomogne u ovom ratnom haosu. Ovog časa pokušat ćemo da nam prva destinacija bude vazdušni most između Sarajeva i Beograda, a to ne znači, dragi moji Skopljanci, dragi moji Makedonci, da i ovog puta pokažete ono što smo pokazivali uvijek među nama vjekovima, da nam i vi sada pružite ruku, da u vaše kuće i vaša okrilja dođu naši mali Bosarci, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Граѓани на Македонија, вие сте на потек. Покажете ја вашата хуманост и подготвеност да им се помогне на оние на кои што им е најтешко во овие моменти, децата. Сите заинтересирани може да се јават на телефон 317 815, карактеристичен број за Скопје 091. Илјадници бегалци од виорот на војната беа прифатени. За тие што останаа во Македонија, огромен број хумани граѓани се пријавија да понудат кров над главата. Во хуманата акција се вклучија и таксистите од Плава лагуна, кои трпеливо чекаа да ги превезат бесплатно до нивните привремени живеалишта. Многумина се распрснаа на разни страни од светот, принудени да побараат нов дом. Почетоците се сеќавам 92 година кога беше војната во Југославија и кога првите бегалци од Сараево дојдоа и првите тие 2 години кога беше навистина еден кошмарен период кога се соочувавме со неверојатни судбини, со неверојатни приказни, со ужасиите што ги носи војната, таа бесмислена војна која распарче Југославија и која зеде толку животи. Nismo gladni, nismo žedni, imamo šta obući, imamo obuti, djeca su nam dobro. Odnos kao Republike Makedonije, to je stvarno jedna zemlja koja je prva pružila nama put da izbjegnemo iz Bosne, da bi nas primila. Prva dječja ambasada koja je iz Sarajeva krenula je za Skoplja. Primili su nas svi. Svi smo zadovoljni. Кога го дадов апелот пред 15 години, се сеќавам дека тогаш мислев дека кризата ќе трае 4 до 5 месеци, ќе ги прифатиме децата бегалци, ќе им помогнеме и потоа тие ќе се вратат во нивните домови. Но војната траеше 4-5 години. Веднаш после таа војна, повторно се судривме со друга криза, започна Косовската криза, па потоа бомбардирањето на НАТО на Србија, и на крај, за жал, во 2001 повторно кризата во Република Македонија, почнавме да работиме со внатрешно раселените деца. Значи, сиве овие 15 години, се до летото 2006, значи до пред 6 месеци, ние работевме со деца погодени од војна. Тогаш, кога се формиравме, не мислевме дека тоа ќе биде така болно и дека ќе трае цели 15 години. За жал, активистите на Меѓаши продолжија да се соочуваат со суровата реалност на нашето живење. Пукна Косовската криза. Тенковец 1 и 2, Радуша, Бојане, секојдневна работа со децата бегалци за полесно да ги поминат траумите од војната.
првата детска амбасада во светот Меѓаши се придружи на големото семејство на глобален марш против злоупотреба на детскиот труд. Кампањата за подигање на свеста ја соочи нашата јавност со фактот дека злоупотребата на детскиот труд не постои само таму некаде, ја има и тука, околу нас. Само треба да ја видиме. Веќе истата година, Собранието на Република Македонија ја ратификуваше Конвенцијата и препораката за итно елиминирање на најлошите форми на детскиот труд. И кога мислевме дека на војните и кризите им дојде крајот, истото се случи и тука, во Македонија. Ова е Рачинова. И тоа ќе остане наша темна дамка. Во 2001 година Меѓаши беше единствената граѓанска организација која во своите простории отвори прифатилиште во кое престојуваа 16 раселени лица, од кои 8 беа деца. Раселените лица дури летото 2006 година си заминаа во нови живеалишта, а во прифатилиштето се родија и 3 бебиња – Александар, Марија и Никола. Големи да растат. Јас сум Билјана Јовановиќ, раселено лице од Рачиново. Ова радост ја чекавме со маж ми 8 години. Сега сме сместени тука во детскава амбасада Меѓаши. Месец и повеќе, скоро 2. Ни се роди ова малешко суштество, кое за нас е голема радост. Куќата во Рачиново ни е разрушена цела. Но децата се само деца и заслужуваат да ги имаат сите оние убави нешта кои природно им следуваат во периодот на детството и младоста. Детската амбасада во тие години на лудило успеа 5 години поред да организира летни кампови за децата од кризните подрачја. Силен придонес кон зајакнување на мултиетничкото граѓанско општество и градење меѓусебна доверба даде проектот Акција за граѓанство преку театар, во кој што учествуваа 60 деца. Во рамки на проектот се реализираше представата Мултикулти, која што беше изведена на 3 јазици во 14 градови. Многу бев изненадена со позитивните ефекти што ги постигнавме во нашето училиште. Ми остави впечаток што еднаш разбрав дека учениците организирале некоја кепачка меѓуетничка во нашето училиште, а со нашите работилници ние сме влијаеле да елиминираме таа организација. Исто така беа организирани и летни кампови и тука исто така почна едно дружење што и ден-денска постои и многу беше важно тоа што сите го прифатија, се чувствува доста вака ангажирани и корисни за општеството, да придонесуваат во општеството. Недела на глобална акција. Секоја година во исто време во целиот свет се одвива оваа активност, чија цел е да вклучи што поголем број на деца, но и уметници, политичари, спортисти и други јавни личности да застанат на страната на децата и да ги поддржат во нивните напори. Образованието, правната и медицинска помош
и заштитата од сексуално, психичко и семено насилство да бидат достапни за секое дете. Во Македонија, околу 200.000 возрастни немаат завршено основно училиште, а над 18.000 деца во моментов се исклучени од образовниот систем. Затоа, Медјаши во својата најнова кампања безусловно побара: придружете се, право на образование сега. И се придружија и највисоките институции во државата, кои се обврзаа дека решително ќе се залагаат образованието да биде достапно за секое дете. Некои бројки говорат сами за себе. За овие 15 години регистрирани се над 16.000 повици на SOS телефонот. Над 1000 волонтери земале учество во активностите. Истите одработиле над 500.000 работни часа. Нивната работа пресметана во пари е над 1 милион евра. Поделени се преку 100 тони хуманитарна помош. Повеќе од 1100 надписи за активностите на амбасадата излезени се во печат. Над 1500 деца ги посетувале бесплатните детски работилници, а повеќе од 500 деца биле опфатени во летните кампови. За овие 15 години поминавме низ многу тешкоти и препреки, предвидливи и непредвидливи ситуации. Размислував и да се откажам, дека не вреди да се посетиш во нешто за што секогаш не добиваш признание и потврда. Но оние на кои им помогнавме и оние кои не окружуваа додека работевме, не охрабруваа да истраеме. Сега знам дека упорноста и посветеноста за оно за што се залагавме сите овие години вредеше. И можам да кажам, и да не постоевме, требаше да не измислев. А кога веќе работиме, постигнуваме резултати, граѓаните не препознаваат, ја потврдуваат нашата работа, треба да продолжиме.